Светски ден на култура во сообраќајот. Дали воопшто има култура во сообраќајот во Македонија, ќе провериме во живо на терен и какви се не очекуваат настани поврзани токму со овој Светски ден на култура во сообраќајот. Никола Станков на пешачки премин. Добро утро. Добро утро од Карпош во Скопје. Сообраќајна култура, 11 мај, светски ден. Кај нас се чини дека се помалку има, така и од утрово. Расположени возачи за свирење, мала толеранција, не пропуштање првенство на минување, тешко да се дојде до тоа да се смени лента или да се приклучи кон сообраќајница и ред на други работи кои се некако секојдневие во Македонија и по големите градови, некој тип на однесување кој тешко за жал се менува и еве преку дел од она што ќе биде кампања во текот на денешниот ден ќе се обиде да се допре до свеста кај граѓаниве. Андоновиќ Дејан, РСБСП, благодарам што ова утро зборуваме на оваа важна тема. И благодарам и на вас за можноста да ја презентираме кампањата, да го одбележиме денешниот 11 мај, ден на културата во сообраќајот. Јас малце ќе те поправам, културата во сообраќајот првен се базира на културата на еден народ. Колку е еден народ културен во сите други сегменти, ќе биде и културен во сообраќајот. Зборуваме на култура на однесување. Сообраќајната култура кај нас е на едно ниво какво што е, ми се чини дека се бележи одреден напредок, недоволен се разбира и веројатно никад нема да биде доволен бидејќи сообраќајот се движи, се шири, доаѓаат нови возачи, нови генерации, нови однесувања, нов начин на гледање на животот, нови превозни средства и оттаму констатацијата на сообраќајната култура, таа ќе биде нели на некое ниво кое, но ми се чини дека е многу подобро од минатото, ако не друго барем луѓето почна да сваќаат или да разбираат дека сообраќајот е опасна работа доколку не се почитува и доколку не се оди во склад со законските, но и со етичките и моралните норми. Она што е интересно кај нашиот народ, и тоа можеби ти у најавата сакаше да го кажеш, али ќе го кажам ја, е тоа дека сите се согласуваме дека културата во сообраќајот не ни е на високо ниво или не ни е на завидно ниво, но никој од нас не трга од себе и не вели дека тој сгрешил, тој излегол сообраќајно некултурен, туку секогаш некој друг е некултурен. Тоа е онаа приказна кога сте пешаци ви пречат возачите, а кога сте возачи сметат пешаците. Safe City веќе неколку месеци во поголемиве градови како што се Скопје, Тетово, Куманово, до крај на годината го најави и во другите градови. Го смири сообраќајот во однос на брзината, онаму каде што се радарите, онаму каде што ги нема и понатаму бележиме некои девијантни појави во возењето. Како можеби во прво време да се смири работата, како сега ја оценувате? Дали сообраќајов е посмирен, дали повеќе, да речем, се почитуваат овие сообраќајни правила, се почитуваат ли и пешаците како учесници во сообраќајот, се застанували? Како вашето искуство, да речем, од терен го бележи ово? Прво да кажем дека Safe City статистиката вели дека е намален број на сообраќајни прекршоци и сообраќајни незгоди. Она што можеме како учесници во сообраќај да видиме дека сообраќајот е смирен, значи бележиме напредок. Сега, секогаш имало, има и ќе има оние кои не го почитуваат 100% тоа и оние кои можеби у даден момент ќе имат погрешна постапка и у даден момент знаете како е во сообраќај да направат грешка која може да има лоши последици. Прашањето на тоа дали со ова сообраќајната култура се подига до некаде да, до некаде не. За пешаците конкретно, јас ќе направам едно контрапрашање. Да, ние знаеме дека возачите треба да ги почитуваат пешаците и тие што ги почитувале, ќе ги почитуваат и понатаму и со Safe City и без Safe City. Работата е колку пешаците ба сега ги почитуваат сообраќајните правила, бидејќи знаеме за една фама на пешаците дека понекогаш забораваат дека и тие подлегнуваат под законските правила, прописи, пропишана сообраќајна сигнализација. Тоа што сте пешак не ви дава за право да не гледате лево и десно кога поминувате. Да, вие имате предност, но понекогаш морате да процените дека иако имате предност дека не треба да излезете. Што е сообраќајна култура? Ако имате редица од утрината да возила кои одат во град, а само вие сте пешак, малку е некултурно да застанете и да ве чека поворка од 30 возила за вие да поминете. Значи сето тоа е на некој начин она што денеска го одбележуваме ден на културата во сообраќајот. Бидете културни,
процените. Понекогаш и кога имате предност, не треба можеби да ја искористите и злоупотребите, бидејќи понекогаш се работи за нешто друго. Етика во сообраќај, подигање на јавна свест и онаа сообраќајна култура која зборуваме. Уште едношка, сите ние се согласуваме за сообраќајната култура дека е на некое ниско ниво, но никој од себе не трга тоа да го подобри преку свој личен пример, да покаже како треба, и кога сите тоа би го направиле, веројатно културата би ни била многу поголема. 11. мај меѓународен ден на култура во сообраќајот, низа активности на Републичкиот совет, нешто веќе најави Министерството за внатрешни работи преку нивните канали. Што е она што РСВСП на терен ќе го има и денеска и како дел од кампањите? Советување, тркалезни маси, работа на терен, едукација. На крајот на криштата сите ние од дома да почнеме нашите деца да ги воспитуваме, учиме и подучуваме како да се однесуваат во сообраќај. На вашето прашање, ние имаме теренски активности, имаме активности каде што се обидуваме преку разноразни советувања, едукации, сето она што го рековте. Имаме и во Битола еден настан каде што имаме тркалесна маса, каде што сето тоа ќе се сумира, сублимира и ќе се изработи така за да можеме да излеземе во јавност преку медиумите каде што сме доста присутни со сите тие кампањи, да допреме до граѓаните, до учесниците во сообраќајот, до сите оние кои на моменти можеби заборавиле како треба да се однесуваат. Не велам дека не знаат, велам дека понекогаш рутината, брзиот начин на живот, понекогаш сите ние, вклучувајќи ми мене самиот, забораваме каде сме, што сме и рутински ги одработуваме учеството во сообраќајот, а рутината понекогаш знае да те направи слеп, да не си доволно концентриран и да не се направи некаква грешка во сообраќајот. Ја кратко во две реченици, конкретно минатава недела започнавте кампања која ги адресира тротинетите, велосипедиве, социјалните мрежи, многу видеа се појавија последно време, лица со електрични тротинети возат посред булевар. Ваш коментар? Па тука околу електричните тротинети, први сакам да кажам дека нема категорија на група на граѓани кои се сите некултурни, сите прават грешки или сите се културни. Значи секаде има неодговорни поединци. За жал со електричните тротинети како една од поновите типови на превозни средства, но и не почитувањето на сообраќајната регулатива. Закон има за тоа, меѓутоа сме сведоци како се вози, кој вози, колку луѓе се возат, без заштитна она опрема се возат и она што самите го рековте, возат на сред улица, возат во контрасмер, вози секој, возат помлади деца, возат двајца, тројца, четворица на тротинет. Сето тоа го прави, освен што нема сообраќајна култура, ајде, тоа е второто, но се прави голем ризик за тие што возат и тие што се околу, ќе мора да се работи околу електричните тротинети, ми се чини. Благодарам многу на овој разговор. Благодарам и на вас. Студио слушнавме како ќе се одбележува меѓународниот ден на културата и од тука и апелот од терен за поголема толеранција, разбирање во сообраќајот. Повеќе култура како што и треба да биде. И благодарам, Никола, за ова твое јавување. Ајде, почитувани гледачи, да барем денес да се обидеме, да бидеме културни задоволено, да почитуваме сообраќајни правила и да не ни почне утрото со викање од кола во кола. Леле, тоа како се ти реди, човече. Да. Човече Божи, да. Тоа е некое ново ослободување од стрес, веројатно. Да, но ајде барем овој ден, како што кажа Александар.